Минатата недела го нападнале и бркале дополнителниот заменик министер за труд и социјала Диме Спасов. Тешки кражби, насилства, тепачки со оружје се меѓу делата за кои одговарале лицата од групата која сакала да се пресмета со Спасов. Овој податок фрла нова димензија на случајот од минатата недела за кој проопозицијските портали и активисти преку социјалните мрежи објавуваа бројни дезинформации со цел дискредитација на Диме Спасов. Нова се надоврза и партиската изјава на СДСМ преку портпаролот Шилегов, со што овој случај стана дел од црната политичка кампања. МВР пак во првиот извештај до јавноста воопшто не ја споменува криминалната група, а и наши извори наведуваат дека и самата постапка која ја води е со низа намерни пропусти. И додека МВР пласира недоречености во јавноста, медиумите блиски до СДСМ ја турка информацијата за наводната алкохолизирана состојба на дополнителниот заменик министер која е неутврдена. Круцијално во целиот случај е што надлежното министерство тенденциозно пропушта да истакне дека Спасов бил следен од осудени криминалци, кои зад себе имаат досија за тешки престапи. И тоа, Дауд Динарица, кој во полициското досие имал дури 39 тешки кражби, тешки кривични престапи и прекршување на законот. Ова лице било осудено за насилство, предизвикување тепачка користејќи оружје. До 26 август 2016 издржувал казна за кражба на предмети, односно тешка кражба од големи размери, за кои кривичниот законник предвидува казна затвор од 3 до 10 години затвор, екстрадиране од Шпанија. Омер Аџами, кој има дури 16 криминални дела за тешки кражби и помагање во други кривични дела. Учесник во криминално-полициската акција бил и известниот Етем Абас, кој е со полициско досие за загрозување на јавен ред и мир, осуден за физички напади, тепачки. Во претходната постапка, МВР му ја одземало дозволата за управување со возило. Во саботата порталите блиски на опозицијата информираа дека наведените лица дали изјава во полициска изјава дека не го бркале ниту го виделе Спасов ноќта кога се случувал настанот. Во целата конструкција се добива впечаток дека заканите кон Спасов, обидите за физичка пресметка како и можните мотиви на оваа криминална група се заскриваат и во постапувањето на надлежните служби во МВР во расветлувањето на случајот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера во изјава за медиумите истакна дека сите информации околу овој случај се речиси готови и дека законите ќе важат за сите подеднакво. Да го чуеме и Диме Спасов. Најпрво излезе едно лице и започна да тропа по совозачките врати, се обиде да ги отвори, се закануваше. Веднаш потоа излезе уште едно лице кое што се обиде да ја отвори возачката врата, каде што седев јас, тропаше по возилото и истото се закануваше. Во тој момент почувствував опасност по мојата безбедност и по мојот живот. Се одлучив да почнам да возам и да се обидам да им побегнам на паќачите. Се обидов да разговарам со лицата кои што беа со оружје во рака. Наеднаш почувствував напад, односно бев ненадејно нападнат, беше применета сила врз мене и бев турнат на возилото кое што го управував. Беше вперено огнено оружје, пиштол во мене. Јас досега сум немал работа со криминалци и со ништо не сум заслужил ваков однос да биде вперено оружје, да биде вперен пиштол во мене. Неколку моменти потоа се приближи и застана полициско возило од десната страна и во тој момент напаѓачот кој што впери пиштол во мене се повлече. Следеше период во кој што дојдоа многу лица. Дел во униформа, повеќето не униформирани. Дел од нив ми се заканува. Во една таква тензична атмосфера, каде што најпрво бев следен. Потоа и на два пати поред, на два обиди, се обидоа напаѓачите да ме извадат од возилото и физички да ме нападнат. Потоа се обидов да бегам. Бев нападнат и од лице кој што примени сила врз мене и впери оружје, впери пиштол во мене. Покрај тоа, на напаѓачите кои што ме следеа не беа превземени врз нив никакви мерки, односно следеа и ја наблюдуваа ситуацијата откако застанавме. Заклучив дека се работи за криминално-полициска конструкција, за смислена местенка,